Од Европската Унија ни стаса убавата вест дека Унијата многу сакала да се проширува со нови членки. На вчерашниот самит ЕУ Западен Балкан беше издадена декларација каде буквално стои: иднината ви е во Унијата. Проширувањето представува реална можност што треба да се искористи. Беше нагласено дури и дека итноста на нашето време бара одржлив моментум. Вакви пораки добиваме долго време, ама ниту има проширување, ниту има некаква итност во Брисел, кога е во прашање Македонија. Се сведува на крајот со ултиматумот: сменете го уставот како што сака Бугарија, а потоа ќе видиме како понатаму. Таа неизвестност долго се виси во воздухот. Затоа македонскиот прв дипломат Муцунски побара од земји членки на Европската Унија поддршка во изнаоѓање решение со Софија, оти не гледа добра волја во Бугарија за разговор. На самитот премиерот Христијан Мицкоски потенцира дека Македонија заслужи вистинска евроинтеграција многу одамна, оти нашиот пат започна пред 25 години, но поради вештачки причини се уште не можеме да бидеме дел од Унијата. Ке помогнат ли земји членки на Европската Унија во процесот и ке добие ли Македонија трасиран пат кон Унијата, без билатералните прашања да бидат пречка, останува да се види. Уверувањето од Брисел дека многу сакаат да сме во Унијата не се доволни. Спортот е важен дел од едно општество по повеќе основи. Тоа го разбира и Хрватска, па го става спортот на листата на највисоки приоритети. За идната година за хрватските спортисти се обезбедени над 180 милиони евра. А што прави Македонија на ова поле? Едва и годинава имаше спортски буџет од 18 милиони евра. Претходните години тој беше помал од 10 милиона евра годишно. Инаку треба да вложуваат и локалните самоуправи, например Загреб има 40 пати поголем спортски буџет од Скопје. Затоа Хрватска освојува медали, а Македонија се почесто се радува на добивање wild карта за настап на голем спортски настан. Во услови на киднапиран Македонски олимписки комитет од група луѓе и со помалку анемично Министерство за спорт, Македонија се уште нема јасна стратегија за развој на спортот. Добро е што сегашната влада го подигна рангот на агенцијата во Министерство, но таму е потребен сериозен менаџмент, кој ќе подготви долгорочна стратегија. Оти Македонија има таленти, нашите деца до 18 години се конкуренти со своите врсници од најспортските држави, но непостоењето на стратегија, слабата инфраструктура и минималните средства што ги добиваат, ги оддалечуваат од врвот во сениорска конкуренција. Државниот завод за ревизија во работењето на Министерството за економија и труд за 2024 година утврдила несоодветно постапување при процесирањето на прекршочните предмети, управувањето со јавните набавки, IT безбедноста и друго. Утврдено е несоодветно постапување на одделението за прекршочна судска и управна постапка и прекршочната комисија по однос на барањата за поведување прекршочни постапки, па поради настанатата застареност на барањата за поведување на прекршочна постапка, комисијата донела 1534 решенија за запирање на прекршочни постапки, што довело до помалку наплатени приходи во буџетот на државата, во износ од 2.078.000 евра. Ревизијата исто така истакнува дека во септември 2024 година врз софтверот за прекршочни предмети е извршен неовластен таргетиран напад, што резултирало со целосно губење и неповратност на податоците. ВМРО ДПМН преку соопштение истакнува дека криминалот на СДСМ и на ДУИ во лотарија на Македонија добил уште една институционална потврда од Државниот завод за ревизија, кој констатираше сериозни нерегуларности во финансиското работење на институцијата. ДЗР утврди дека постои злоупотреба на 2 милиони евра пари на граѓаните кои Перпарим Байрами и Артан Груби ги фалсификувале, злоупотребиле или прикриле. И сето ова се случувало додека СДСМ слепо и немо го одобрувале криминалот и злоупотребите на експонентите на ДУИ, како лицата во бегство Груби и другар му Байрами, стои во соопштението. Од владачката партија прашуваат дали СДСМ и ДУИ го дозволиле првиот од многуте криминали во лотарија од 2 милиони евра и на кои сметки завршиле овие пари. По вчерашното усвојување во собранието на резолуцијата за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција,
која беше поднесена од владеачката коалиција, денеска со реакција излезе СДСМ. Тие посочуваат дека ВМРО-ДПМН и ЗНАМ ја гушат демократијата во Македонија, ја загрозуваат слободата на говорот и мислењето, сакаат да ја замолчат опозицијата по секоја цена, само да не се зборува за договорот мигранти за пари. Целта е на опозицијата да и биде забрането да зборува на темата мигранти под закана на кривични пријави, стои во реакцијата на опозицијската партија. Од СДСМ нагласуваат дека нема да дозволат гушење на демократијата и оти заедно со граѓаните ќе ја одбранат Македонија. Нокеска во акција на Бирото за јавна безбедност приведени се повеќе лица, меѓу кои Бујар Дарлишта, функционер на ДУИ, поранешен директор на управата за водење матични книги. Информацијата ја потврди министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Претходно од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал соопштија дека нокеска била спроведена акција на повеќе локации во Скопје и Куманово. Од полицијата најавија повеќе детали по завршување на теренските активности. Кој вози пребрзо, пијан или дрогиран ќе остане без автомобил, а трајно ќе им се одземат возилата на безобзирните возачи кои значително ќе ја надминат дозволената брзина, а претходно биле осудени за кривично дело против безбедноста на јавниот сообраќај. Ова се дел од новините во дополнувањето на кривичниот законник, предложени од пратениците на ВМРО-ДПМН. Целта е дисциплинирање на несовесните возачи и изголемување на безбедноста на патиштата. Со измените, судот ќе може да изрече престанок на важење на возачката дозвола во траење од 1 до 10 години. Измените предвидуваат и казна затвор од 3 месеци до 3 години за возач што не се придржува на прописите и ќе го загрози јавниот сообраќај безобзирно управувајќи моторно возило. Шоферите што возат пијани се сериозен проблем за безбедноста по македонските патишта. Не им доаѓа. Напротив, како да се на надпревар кој повеќе ќе испие алкохол пред да седне зад воланот. Синоќа еден кавадарченец го срушил рекордот. Имал 3,21 промили алкохол во крвта и во таква состојба се удрил во друго возило. Полицијата го апсила и ќе покрене соодветна постапка. Пожелно е МВР во предстојниот период на слави и новогодишни празници да прави засилени контроли. Оти многу празнично расположени возачи ќе бидат потенцијална опасност по македонските патишта. Неколку основни и средни училишта низ Република Српска добиле заканувачки електронски пораки за поставени експлозивни направи. Училиштата се испразнети, а единиците за контратероризам се во проверка на просториите. Заканувачите во пораката барале пари за да се спречи експлозија. Ние сме вистински муслимани, воени на исламската држава и не го одобруваме притисокот и влијанието на европските земји во Босна. Сакаме сите европски лидери да страдаат, пишувало во заканувачката порака. Закани добиле училиштата во Бања Лука и уште неколку градови. Европската Унија полесно ќе депортира мигранти и баратели на азил. Имено представниците на земјите членки на Европската Унија и Европскиот парламент утрово постигнале договор за новите правила што им дозволуваат на земјите членки да ги депортираат барателите на азил во безбедни трети земји, јави ДПА. Спогодбата ќе овозможи испраќање на барател на азил во земја надвор од Европската Унија што се смета за безбедна, дури и ако нема претходна врска со неа, например кога постои договор или аранжман помеѓу третата земја и државата на Европската Унија. Ова се уште мора формално да се усвои пред да стапи на сила, иако ова генерално се смета за формалност бидејќи преговарачите веќе дале согласност. За унгарскиот премиер Виктор Орбан, прашањето за заемот за репарации за Украина е затворено, затоа што нема доволна поддршка меѓу земјите членки на Унијата за таквиот предлог. Целата идеја е глупава. Постојат две земји кои се во војна. Тоа не е Европската Унија, туку Русија и Украина. И Европската Унија би сакала да ги одземе парите од една од завојуваните страни, а потоа да ја ги даде на друга, рече Орбан. Тој додаде дека белгискиот премиер е целосно во право што се противи на ваквиот план и Европската Унија не треба да го прифати тој предлог. Орбан цени дека ако и се дадат овие средства на Украина, тоа ќе значи војна, а тој не би сакал да ја види Европската Унија во војна.
Украински напад со дрон врз танкер во јужното руско пристаниште Ростов-на-Дон усмртил неколку лица и го оштетил бродот. Гувернерот на Ростовската област рано утрово соопшти дека меѓу загинатите има членови на екипажот на бродот, а уништена била и блиска стамбена зграда во изградба. И руските сили синоќа извршија напади врз Украина. Во југоисточниот град Запорожје најмалку 32 лица се повредени во воздушни напади. Во меѓувреме и двете земји изјавуваат дека бараат дипломатско решение на војната. Соединетите американски држави одобрија продажба на оружје на Тајван во вредност од околу 11,1 милиарди долари, со цел да се зајакне одбранбената способност на островот. Пакетот вклучува самоодни хаубици и сродна опрема, како и високомобилни артилериски ракетни системи. Договорот веројатно ќе предизвика гнев во Пекинг. Властите во Кина го сметаат Тајван за дел од Народна република Кина, иако островот има своја независна влада од 1949 година.